За 30% повисоки сметки за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад ќе плаќаат граѓаните на Куманово. Одлуката ја донесе мнозинството на вчерашната седница на Советот на општината. Зголемувањето на цените на услугите на јавното претпријатие Чистота и зеленило го образложи ВД директорот Сашо Томиќ. Дел од советниците се согласија дека претпријатието има потреба од поголеми приходи заради повеќе причини, но сметаа дека зголемувањето на цените на услугите ќе падне на товар на редовните плаќачи. Други пак сметаа дека градот никогаш досега не бил понечист. Тие цени се следниве. За стамбен простор изнесување на отпад физички лица 5,85 денари метар квадратен. Изнесување на отпад физички лица надвор од граđен район 3,9 денари метар квадратен. Дворно место изнесување отпад физички лица 0,39 денари метар квадратен. За изнесување на отпад физички лица надвор од граđен район не наплаќуваме за таа услуга деловен простор. Изнесување на отпад правни лица 16,25 денари метар квадратен, изнесување на отпад производни субјекти 2,86, деловен простор и индустријска зона Речица, изнесување на отпад за непроизводни правни субјекти во таа индустријска зона 5,72 денари метар квадратен, изнесување на отпад производни субјекти во индустријска зона 2,86. Дворно место изнесување на отпад правни лица 0,65 денари. Од една страна имате апсолутна економска оправданост на оваа одлука. Згодемени се минималната плата ви е згодемена неколку пати, неколку пати до сега. Трошоците за функционирање, за набавка на материјали исто така ви се многу згодемени, што ја прави ова одлука оправдана и тоа е еден голем аргумент за. Меѓутоа, од друга страна, да го правиме тоа сега, кога што граѓаните, како што рече претходната советничка, секое покачување на цените е добро да оди со подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните. И сега во овој момент кога граѓаните најмногу се жалат за собирањето, односно несобирањето на смети за нечист град, ја прави одлуката дискутабилна и може да најде и на отпори на револт кај граѓаните. Тоа е тој аргумент против. Факт е дека претпријатието има проблеми и со евиденција на корисниците на услугите и со наплата. Мислам дека преходната советничка кажа дека ќе удри по секој граѓанин, ја мислам дека ќе удри по џебот на граѓаните што плаќаат. А ќе се протнат пак оние што не плаќаат. Така да, значи конкретно решение, конкретен предлог еве овдека во однос на ова одлука би дал да ова одлука би да ја усвоиме ваква, но јас би дал да биде покачување, да речеме, од 1 јули следната година. И сега, прашањето ако биде зошто, ако успеете да ги подобрите евиденцијата, знаем, имаме, ајде да не кажеме на број колку згради во минатиот период изградени, скоро 70-80% се полни, а наплатата е со 10-20% од тие што вие го изфрлувате сметот за сите, така. И сега тие, зашто да не ја платат таа услуга, едноставно сите да бидеме равноправни. Сите да учествуваме во ова покачување и да си го плаќаме тоа што ни се сервисира. Ревизорскиот извештај покажува многу долгови кон вработените, кои не се со години сервисирани, што значи дека не е само УЈП. И претпоставувам дека таа грешка на менеджментот, вие ќе ја вадите од кал, колку ќе успеете не знам, но јавното претпријатие е донесено до такво дередже, што и самите признавте дека само за 2025 година загубата ви е 325.000 евра. Значи, загуба за само една година. Дали овие 30% ќе успеат нешто да ви подобрат, не верувам. Само расне незадоволството кај граѓаните, а реално дека услугата нема да можете да ја подобрите ако немате механизација како што треба, ако немате доволен број на вработени, а вие немате ни тоа, ни тоа. На јавното претпријатие покрај добро менаџирање му е потребна и добра систематизација. Без добра систематизација немате квалитетно работење ниту внатре во јавното претпријатие, а ниту квалитетна услуга кон граѓаните.
Ваквата одлука сега е нужна со една кратка компарација. Во времето кога последната корекција на цените е направена, минималната плата согласно закон е 14 или 15.000 денари, зборавам за нето плата. Од март оваа година е 26.000 денари. Тоа е сериозна разлика, повеќе од 60%. Како што претходно спомна директорот и како што прави анализата во вештите наводи, и одржувањето и дефектажата по сите основи има зголемување на обврските. Према тоа мислам дека ваквото зголемување е добар ветар во грб на правилното работење на раководството на оваа предпријатие и се надевам дека сите ние ќе дадеме поддршка за нешто што е правилно, а правилно е во тешки ситуации да се помагаме. Во ова предпријатие работат фер работници, фер професионалци, принципиално и се мачат за да се одржи чист градот. Дали знаете колку нивната плата? Најниска плата имаат. Земаат најниска плата тие што работат на канта, на метла, а тие го сервисираат градот. Ако размислуваат, например, ако јас гласно сам размислувам да не искочат, јас зборам ромите, да не искочат ромите 5 дена на работа, цел град ќе пропадне на ѓубре. Да не бидат, нели, ромската заедница го намногу работат во епачестот зеленево, и ако социјалните мрежи намногу се запаѓаат ромската заедница дека тие се кои што прават ѓубре, но всушност тие го чистат ѓубрето во градот. И да ги нема ромите, да не искочат на работа, ќе биде градот уште попрљав. Затоа ве молам во наредниот период, нели, зборам и за јавноста да слушна. Не сакам само да префалам некои моабети на седница, но имаме 300 вработени во епачистото и зеленило. Од тие 300 очекуваат сите да земат плата редовно. Знам дека самото предпријатие и самите вработени се трудат максимално со таа опрема што имаат, со своите кадри да го чистат градот, но сепак од една страна пак имаме и граѓаните кои што треба постепено да почнуваат и да ги менуваат своите навики на фрлање на шут и на ѓубре. Некој спомна тука да се врши мерење на самиот смет, што како што обешти директорот, тоа не е законски, затоа што си иде по метар квадратен, цена по метар квадратен, а исто така мислам дека во претходниот совет ние како совет се обидовме да введеме една акција за стварање на навики кај населението за селектирање, со тоа што им беше обезбедувано сами да се пријават, имаше и апликација, да им се носиат торби во кои што ќе го селектираат отпадот, а за тоа добива и поени, со што можеше да конкурираат за одредени привилегии, односно да им бидат ослободени од сметка или да им биде платена сметката за смет, но тоа за жал не заживеа, знаејќи го нашиот менталитет. Мислам дека беа само 4-5 луѓе пријавени за тоа и како акција пропадна.